Види бе какви глупости има у весници. Убаво си правев едно време не читав весници. Сега само баре новинарите, ЗНМ, мигранти, амбасади. Не станав директор? Не станав, бе. Пијан, издрогиран. Германија, Турција. Не бе, дали ова наслов, дали имаат уредник, дали се договара уредување, да се уреди. Кои тревки да ги берете за одредени типови болести? Ајде. Мајчина душица помага при душевни болки. Кога те тужат или како? Дечко, еден чај од мајчина душица. Не можам. Шилегов, Милегов, ова не кем, спорт. Дневник. Соединетите американски држави носат ново куферче со милиони за да му го измијат мозокот на македонецот. Кој вика ова, бе? Велиновска и Чилиманов, ма како да не, нема друга работа американците, ќе доаѓаат тука, ќе трошат пари. Кој жити све ќе направи емисија со нивни пари? Кој ќе биде тој муж, да ми е знати. Да ми е знати. Дечко? Бе шо? Кошелче? Маноли? Абе види, тешка работа е, ама некој мора да ја прави. Види бе, малку кешче и одма болje изгледам. Добре дојдовте. Јас сум Ирена Ристич, а ова се Куртон Вести. Се шегувам, одиме уште еднаш, ве молам. Добре дојдовте. Јас сум Ирена Ристич, а ова се Контравести. Шо се радувате? Колку ве има? 24... Па 30 души ве има, по 6 лични карти, 180, така? Му дојде? Тоа се 360 дланки за аплауз, да ве чујам! Така е! Одиме! Вода е најубава пијачка. И сега имам пари, имам камери и не знам што да правам со емисијава. И камери имам. А наши се камериве или се на Никола? Како? Странски служби? Па да ги поздравиме со еден аплауз странските служби. Се извинувам, вие сте со жолто комбе дојдени или пешки? Ирена, имаш емисија за водење, народ гледа. Абе, ме изплаќаат за џабе. Ме излажи, бе. Кој народ ме гледа? Стварно народ ме гледа? Стварно ми лупа срцето. Виде, значи, дечки, стварно вака меѓу нас,
ги имам сите предуслови, ама јас идеја немам. Уствари, имам идеја, ама ми е многу оригинална и не знам дали да ја споделам. Мојата оригинална идеја, да ви кажам, мојата оригинална идеја е да си го питам народот за идеја што да правам со мојата емисија. Може? Како мислиш? Ке излезете, ке видите. Првиот пункт е поставен пред седиштето на СДСМ. Ке бидат отворени и други на многу други места. Секој граѓанин може да дојде и да ја остави својата идеја и да ја сподели неговата визија за Македонија. Не, дали имате мозок? Дали имате мозок јас пред седиштето на СДСМ, баш пред СДСМ? А дека сум комуњарка со етикета и тоа све, ВМРО-вциве, како? Ги заборавате? Или шо? Сакате да ме избркаат од работа, а? Или од синдикат? Леле. Еј, од синдикат сум више избркана за греота. Добро. СДСМ ја имаат идејата, ја имам и јас. Значи, заедно ја имаме идејата и ја нема никој друг. Затоа велам активизам, иницијативност. Посакувам бомбардирање со идеи. Сакаш уште бомби, ама дали стварно? Не, дали стварно уште бомби? ВМРО-ДПМН е сервис на граѓаните. Зборуваме за платформа заради тоа што таа платформа ја изработуваме како визија на СДСМ и опозицијата. Тргнуваме, одиме, 4 тима во следниот период ќе ја поминат Македонија во градовите и во селата. Ке излезете, ке видите. Првиот пункт е поставен пред седиштето на СДСМ. Ке бидат отворени и други на многу други места. Нашите тимови ќе бидат и на штандовите, во улиците, пред продавниците, на терените, на нивите, во фабриките, секаде каде што може да се чуе добра идеја. И сите граѓани кои што многу често не прашуваат како да дадеме придонес. Еве вака да дадеме придонес. Да дадеме конкретен предлог во кој што веруваме и да го споделиме во дебата на сите овие 28 трибини. Започнуваме со трибини на кои ќе го образложиме нашиот концепт и ќе добиваме идеи од вас. Ама потив кој да израчунам. 4 тима, 28 трибини, 500 пункта, 8 милиарди евра. Леле, не, 8 милиарди идеи. Се измешав со инвестиции превише имам. Искрено мене ми е страф навечер вака сами по улица препорачувам да не одите, да не ви се улета некој со пушка, ви каже руке увиси идеите на астал. Идеи на астал и сам да си ги презентираш. Так. Режија, а да си ја спроведам јас мојава идеја да си го прашам народот, фино, културно, за идеи, за емисијава, дали може да се вклучиме во живо, со народот? Значи, режија, окей, немаме врска со народот, мислам како што немаме благи везе со народот. Стварно. Ајде, тогаш одиме со нашиот експерт за прашања до народот, Рони. Ти благодарам, Ивона. Да, како што најави, јас сум експерт за се. По тема ми беше мислење на народот. И каков таков, јас остварив повеќе дел средби со народот. И народ... И мислам до каков заклучок дојде? Дали овој народ има идеи, со какви идеи е тој? Идеи? Да. Идеи, слушај, идеи има колку сакаш. Многу идеи има. Ама повеќето од идеите не се за
телевизија. Не разбираш? Реално кажано, имаат некој голем дел, околу 78 или 87, тука некаде, има кои предлагаат, например, некои нови туристички дестинации, например, какви дестинации? Чекај, какви дестинации? Тоа се туристички дестинации за нашите политичари, кои треба да ама тие дестинации се од не се за на телевизија да се кажуваат, ме разбираш? И? Тие се од ова гинеколошки, акушерски, како се вика тоа. Реално кажано, односно народот предлага, например, да сите наши политичари да одат у тоа е. Добро, јасно ми е. А некакви, например, конкретни идеи за моето шоу, дали доби Рони, например, или што да правам јас со ова шоу? Да, Ирена, јас искрено направив една анкета, па ги прашував и луѓето, например, како ја замислуваат емисијата на Ирена Ристич, па тие ми рекоа да некои 32% рекоа нормалното прашање, не сум од тука, некои 24,5 рекоа која е таа Ирена Ристич, да? А некои 14% рекоа да одеме у таа туристичка дестинација и дури неверојатни 36% рекоа да на следните избори ќе гласаат ВМРО. Ма тоа се, Рони, тоа се цели 106%. Епа, јас, знаеш, секогаш испорачувам повеќе од тоа што е платено. Ете, тие 6% се гратисот од моја страна. Да. Рони, да. Ти си една обична бараба и битанга. Јас да ти кажам. Слушај, дали сакаш да ти направам некој добар рейтинг за твојата емисија? За 100 евра, озбилно? Знаеш како ти е? Пепелметерот, Ај мрш, ај мрш! Окей. Мрш! Ај, 80 евра и крајна. Марш! Ајде, пушти рака. Ама никако не ми помагаш, ај мрш! Ајде, 70 евра и да завршиме сега. Ајде, кажи. Сакаш? Да го поздравиме Рони, нашиот експерт. Вкусни сендвичите, а? Секој си има сендвич од својата партија, така? Ајде, идеме. А вие, драги гледачи, кои ја гледате емисијава и истовремено висите на вашите телефони, знам дека е така, можеби вие можете да ни помогнете со идеи што да правиме со емисијава. Твитајте, висите на Facebook, на хаштагот Контравести. И се разбира, пишувајте коментари. Пишувајте коментари, то ни ти си цари, то ме слично. Исто така, морам да ви пренесам едно важно известување. Распишан е оглас за нови бранители на Македонија. Претходните мора да се префрлат по секторот одбрана на директорските фотели. Но, за огласите подоцна. Откако имавме контра протести, контра студенти, контра професори, контра синдикат, контра камп, контра банда, контра НАТО, контра ЕУ, Козмин контра... Абе, немој. Ред беше да добиеме и контравести, така е. Во контравести ќе слушнете најнови информации за гениалните идеи на власта, опозицијата, како и за ЛДП. Но ќе бидеме критични и кон ЕУ, и кон нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави. Добро дека кон некои ќе бидеме покритични, кон некои помалку критични, а кон некои ич. Ама дали стварно Мадона ми ја пуштивте, фала?
Фала, Саки. Мислам дека те бараат на црвениот телефон. Иде, јави се. И таман кога мислевме дека и оваа злоупотреба на парите на американските даночни обврзници ќе пројде незабележано, проникливото око на македонското истражувачко новинарство не погоди директно во центарот. Колку што можевме да слушнеме од медиумите, полни стеко брод. Пари од Сорос, малце Велика Британија, малце Швајцарија. Ако не направите некоја револуција во Македонија, ќе мора да рефундирате дел од средствата. Прво и основно, тие средства не се дадени за да се прават револуции. Тие се, колку и да звучи фразерски, меѓутоа тоа се средства кои се наменети за јакнење на граѓанската свест за слободни избори. Што подразбира јакнење на граѓанска свест? Да ги дочекаме странците, ко хрватите што ги дочека германците 41 година? Не, напротив. Македонската јавност денес многу тешко ќе прифати окторирање на одредена политичка влада, која ќе биде спротивна од волјата на македонските гласачи. Тоа се случи 2001 година. Не, македонската јавност. Не, македонската јавност нема да прифати октроирање на ново комично шоу со странски пари кое ќе е спротивно на волјата на гледачите. Добро, една телевизиска емисија и еден весник, не знам, тоа баш и не ми звучи као да е диригирано од едно место. Како? Не е само таму. И затоа овие од USAID, State Department-от, намислиле да тргнат во нова тура риболов на тазе човечки души вооружени со нови риболовци и рибарски мрежи. Веста има и добра и лоша страна. Добрата е што ќе се откаже од услугите на макрото Сорос, и неговата булумента Сороспи, оти тие веќе не вршат работа на терените на кои се инсталирани. Муштерии за нивните услуги речиси нема. И? Ако нема муштери, извинете, јас на кого ќе перам мозок, ако сите мозоци се више испрани? Не сум стварно. Некој има со неиспран мозок, остана. Голем интерес пројавија Штипјани денеска да ја запишат и дадат својата идеја за подобар живот, идеја што ќе влезе во програмата на ВМРО ДПМН. Во е одлично, да подпишам од се срце, дека не може оваа земја никој да ја уништува. Народот дава, народот зима. Јас мислам дека се што ветуваат се исполнуваат. До сега се е така и од сега натаму ќе биде така. До сега е добро и натака треба да се подружи, да се работи по прав пат све. Кој е грешно, знае дека. Очигледно праксата да ВМРО ДПМН е во близок однос, контакт со граѓаните. Така, близок однос, Колку близок? А као луди збунет? Не знам кој е луд. Не знам што правиме, мислам, ние сме лудаци. Ние сме лудаци и ова што го правиме е ненормално. Значи, ние сме лудаци. Ние сме лудаци. Ама тогаш искача дека јас сум збунета. Не. Не. Решивме да му дадеме шанса на народот. Народот нека огласи. Така? Ирена, ти ги читаш огласите? Јас ги читам огласите. Па на таа пара. Ајде веќе ги прочитам, ајде. Еве ги огласите што ги добивме веќе во првата емисија. Продавам плац на водно поради итно заминување за Белизе. Дуб по договор. Цена джабалак, шифра Никола. Издавам дуќан погоден за менјачница. Шифра Вице. Продавам икона, лечи главоболка за 10 минути. Шифра Дневник, лице за контакт Дарко. Барам политичка партија за озбилно. Шифра Ивица Боцевски. Безболно вадам камења од бубрек. Муса од Тетово. Шифра каменот од бубрегот доаѓа. Сендвичара
Публико сендвичара. Бара вработени на одредено време до април. Шифра, избори се ближат. Фотокопирница од Шуто-Оризари со филиали во Штип и Свети Николе издава широка лепеза на лични карти. Шифра МВР. Пејачка на митинзи од Охрид имат потреба од песнико за полуфинален Евровизија. Шифра, важно е да се учествуваат лице за контат Каљопа. Се продава половен Мерцедес фул опрема, кожа на седишта, монитори на задни седишта, втор газда, цена 580.000 евра. Цената не е конечна. Шифра, Оливер. 580 бона, Ке спушти Оливер и до 500. Ако имате вие некој оглас, почитувани гледачи, слободно пратете ни го на мејл, Фейсбук или на Твитер, а јас сега ќе го дадам следниот оглас. Водителка од Скопје, родом од Охрид, глумица, странска платеничка, граѓански активист и екс-синдикален лидер, има потреба од джингл. Почитувани гледачи, чест ми е да го најавам првиот гостин во нашата прва емисија, неговата екселенција, британскиот амбасадор во Република Македонија, Чарлс Герет. Господине Герет, што толку страшно направивте за да се најдете во Македонија? Учествував во една телевизијска програма за хуморот во политиката. Ама сериозно, јас аплицирав за ова работно место. Македонија е фантастично место да се биде дипломат. Уживате во Македонија? Да, се разбира. Да. А освен во Пржино, искачате негде на друго место? Не. Добро, дали мислите дека сатирата е едно од најсилните граѓански оружја на критиката против несовесното работење на политичарите? Yes, I do. I think that satire and political humour is absolutely essential to the running of healthy democracy. Many politicians don't like satire. They'll never say that in public, of course. They'll only ever say that in private. But they don't really like it, most of them. And that, I think, is a sure sign that it is quite a challenge to them. And that, I think, expresses the benefit, the power of humour in politics. It's a very good way of testing politicians, of testing policies, because sometimes policies can't really be tested with rational argument, with reasoned argument. You need to take a different approach to it, to try and find some sort of weakness through humour. It's very effective. But of course, some politicians love satire. Some of them find it a very powerful part of their strategy. Boris Johnson is an example in the UK. He has made his reaction to political humour and to satire very much part of his overall public relations strategy. И во однос на второто прашање, дали сметате дека политичарите треба да бидат чести гости во оваков тип на шоу програми? That's entirely their choice. Some will like it, some will want to do it, some won't like it, will still have to do it. There's a whole mixture out there. And I think that one of the most important pieces about broadcasting political humour or political satire on TV and radio is that because it's so powerful, it has to be balanced. So one can't always just go with those who want to do it. One has to find that political balance in order to make sure that it's effective and also responsible. Може сега да исклучите камери, сакам нешто насамо да го прашам. Исклучено е? Пала. Вие му ги дадовте снимките назад? Не.
Почитувани гледачи, во нашето шоу беше гостин британскиот амбасадор во Република Македонија, неговата екселенција Чарлс Герет. Благодарам за гостување. Thank you very much. Драги мои, верувам дека имате уште малку внимание кое ќе биде доволно за да на крај ви кажам како ја замислив оваа наша мала, но многу важна емисија. Зошто ни се контравести? Ајде да бидеме реални. Ајде да бидеме реални. Живееме во брз свет, вести имаме колку сакаш. Информацијата се пренесува брзо. Без малку палета. Добро не е побрзо од нов кинески воз. Така? Но, факт е дека сме претрупани со информации од кои некогаш се чувствуваме многу празно и искористено. Баш како македонскиот буџет. Пред да се појави Кире Наумов. Фала, Кире. Затоа оваа емисија ќе ја представува борбата против токму тие информации. Контравестите на моменталните вести се всушност вистинските вести. Ние сме во Трета светска војна против. Запомнете, лагите, манипулациите, говорот на омраза, предрасудите, нетолеранцијата, дискриминацијата. Нашето единствено оружје се хуморот и сатирата. Наша единствена цел покрај перењето мозоци, нормално, е поттикнување на критичкото размислување и елиминација на стравот кај граѓаните. Значи, елиминација на стравот кај граѓаните. Нашите контравести ќе бидат оној сив простор низ кој сите заедно ќе танцуваме, од бело кон црно и обратно. Со нашите контравести ќе се обидеме да им пркосиме и да им водиме контра на сите оние кои упорно не убедуваат дека белото е црно, а црното е бело. Ним ќе им покажеме дека помеѓу има и нешто сиво. Например, сива маса. Таква сива маса. Контравестите ќе се обидат за прв пат да го обелат образот на сето што претходно го носеше префиксот контра. Се сеќавате. Контрапротести. Так. Контрапротести. Види. Контракампови. Контрактори. Не. Дај ми црвен. Тоа. Ние веруваме во слободата на говорот и таа слобода ќе ја искористиме во ова наше шоу, освен ако Саки не рече поинаку. Во ова шоу никој нема да биде, запомнете, никој нема да биде имун на критика. Никој нема да биде поштеден без разлика на партиската припадност или политичката идеја, освен ЛДП. Добро, и Соединетите Американски држави. Затоа што ни е важно вашето внимание и вашата поддршка, пред се за да може да извлечеме повеќе странски пари и да продолжиме да живееме низ етерот во Македонија. Ние нема да собираме по 150 денари за регистрација кој што прави некоја лева партија, освен нормално ако некој не тужи за душевна болка, но да се надеваме дека тоа нема да се случи. Мислам не за партијата, мислев на тужбата. Партијата нема да се случи тоа. Хуморот е она што ни е потребно, драги мои гледачи. А има толку многу материјал за него, толку многу што низ овие наши контравести ќе ви помогнеме секоја недела. Знаеме дека се бањате во недела, да седнете, да се раскомотите и да почувствувате барем мал скокот од сето она кое не обкружува. Македонија, остане ми во барок до следната емисија. Весака или... Кој ви рече бе да напишете Весака или на не Весака? Мај, чао. Нема да ми пушиш у гримиорна, ќе дојде инспекција, ќе ме опнат таму 30 на директор само тоа прави, нема што да прави друго. Какво да снимаме? Убаво емисија направивме. Ама како сум те направил, кукле. Не, стварно, знаеш, супер си се разлепшаваш. И смешки имамо шоу, Тужен народот, нели? Нема што да јаде диктатура. Диктатура, нема работа. Па да го развеселиме малку смешки да му направиме. Ха-ха-хи-хи.
Кого лажете, бе? Кого лажете? Поручбина, чиста поручбина. Америчка, за перење мозок. Те нашле тебе наивен, мислиш и народот наивен. И плюс и глуп. Поручбина со амерички платеници овдека платени. Deal oriented, за кеш. Кеш, милиони у куфер. Шо бе? Не, чекај, себе оста ја да кажам, ти си имаше да си кажеш, што имаше да си кажеш, си кажа, така? Весело вече со Ирена Ристич. Ха-ха-ха. Хуморот е она што ни треба, драги гледачи. Ха-ха-ха. Федерализација. Ха-ха-ха. Менја име. Со пасош у Тетово, идеме, со пасош. И тоа ако ти дадат виза. У Тетовска амбасада, таму у Чаир. Thank you и fuck you Macedonија. Тоа ќе биде. И што народов мислише слеп, не гледа што му се дешава, не? А што се дешава, бе, обажите, све што се дешава? Ајде, кажи. Како бе што се дешава? Како што се дешава? Хорхе за џабе ли го викна Ција, у Брисел? А за што го викна? Како бе, за што го викна? Го викна за да ќути, за името да ќути. Добро да што е променато, он и онака си ќути човекот цело време. Па факат, он е најбољи. Втор мандат. Може да запалам? Не, остај сега ти кажав, не. Уствари, ај запали. А што мислиш ти, зашо е 20 степени сега во ноември? Знаеш ли зашо? Што се пее?